Неуспешен спин или сериозен гаф, вице-премиерката Радмила Шекеринска се пофали дека на американски воен авион било аплицирано македонското знаме, но всушност станува збор за символот на сојузната држава Аризона. Денот на носачот на авиони Хари Турман низ фотографии. На авионот зад нас од ескадрилата на САД е аплицирано и нашето знаме, членството во НАТО на дело. Напиша таа на социјалните мрежи пошто следеше бура реакции. Срамота е да не си го знаете знамето, министерке. Знамето на Македонија во средината има жолто сонце, а не црвено. Добар спин да не се фатевте во лага. Да, сигурно. И со него летна еден од 300 пилоти од Арачиново. Ова се дел од коментарите на социјалните мрежи. Оно што загрижува, ова не е прв пат представници на оваа влада да промашуваат странски знамиња. Најголем гав беше со австрискиот канцелар, кој химните ги изслуша пред латвиското наместо австриското знаме. Последно, кога на црногорскиот премиер, символот на Црна Гора, беше превртен наопаку. Покрај овие две, претходно премиерката на Србија беше пречекана без свечената гарда да го држи и знамето на земјата од која доаѓа. Францускиот амбасадор беше седнат пред холандското знаме. Но освен со знамињата, институциите прават некогаш ненамерни, а некогаш можеби и намерни пропусти со химните. При официјалната посета на поранешниот грчки премиер Алексис Ципрас, целосно беше прескокнат овој дел од протоколот, веројатно за гостинот да не биде навреден од текстот. Пејачката Тамара Тодевска беше на тапет кога на приемот во американската амбасада го промаши текстот на химната, прескокнувајќи цела строфа. Дека најчесто се сведува на импровизација и се прави буквално во 5 до 12, покажа и посетата на американскиот секретар за одбрана Джеймс Матис, пред кого буквално се метеше црвениот килим. Прекршување на протоколот имаше и при посетата на папата Франциск. Негов домаќин беше тогашниот претседател Ѓорѓе Иванов, чија чест и обврска беше да го пречека и испрати до авионот. Но на црвениот килим се појави и премиерот Зоран Заев, за кого немаше баш место.